Okay. No, but we sign yes. What are your thoughts about the Денеска присуствувам на Делфи самитот кој е организиран од страна на организаторите од Грција и од Катемарини, значи весникот. Тоа е практично самит за кој што се зборува за Југоисточна Европа и за енергетската стабилност во Југоисточна Европа. Јас бев на тој панел говорник. Беше со мене говорник и министерот за инфраструктура практично и за развој на Грција и други говорници кои што мислам дека се релевантни за регионот. Имавте прилика да го проследите панелот, се зборуваше за стабилноста енергетска во регионот и се зборуваше за идните проекти. Она што кај нас е клучно и важно во соработката помеѓу Северна Македонија и Грција во делот на енергетиката и во делот на инфраструктурата, пред се е гасоводот кој што треба да биде врска помеѓу нашата држава и помеѓу практично гасоводната мрежа во Грција, со тоа да имаме пристап и на ТАП проектот и на NLG терминалите, значи терминалите за течен газ во Грција. Со самото тоа ќе имаме пристап до било кој извор на газ во светот, бидејќи во моментот нашата држава е поврзана само преку една врска со светот со газ, а тоа е преку врската во Бугарија, која што во голема мерка зависи од Газпром и практично имаме една монополска ситуација во нашата држава. Со оглед на тоа дека интензивно се работи и се развива магистралната мрежа на гасоводи низ државата, со цел да се сврзат сите градови со гасоводна инфраструктура, и тоа знаете дека оди од Скопје па преку Тетово и Гостивар, а на другата страна доле, значи Штип, Кавадарци, Прилеп, Битола, па се прави, значи сега и проект за до Велес и до Кичево. Практично сите поголеми градови во нашата држава ќе бидат снабдени со газ, но ништо тоа не значи ако немате повеќе извори и конкурентна цена. За да можеме тоа да го постигнеме, точно зборувавме за овој проект, тој беше во тежиштето на дискусијата на панелот на кој што присуствував, и од наша страна ние сме поприлично спремни за тој проект, значи одредена е патеката и траекторијата по кој што тој ќе се движи, обезбедени се финансиските средства во разговори со меѓународните финансиски институции, физибилити студијата е завршена и веќе сме во фаза, значи, на правење на основен проект, кој што е основен предуслов за изведување на тендер и, значи, да можеме тендерот да го распишеме за изведба. Очекуваме на почетокот на следната година да може да се распише тендерската постапка од наша страна, но тоа ништо не значи ако ние дојдеме само до границата со цевководот, затоа е многу важно да и од грчка страна се прати истата динамика. Точно овие настани се рамките во кои што се обидуваме да ги разгледаме можностите за таа соработка. Задоволен сум заради тоа што слушнавме од грчка страна дека тие и понатаму се посветени на овој проект и дека сакаат да го развиваат и тој ќе биде во интереси на двете држави. Тоа во голема мерка ќе зголеми стабилноста, поготово знаејќи и имајќи во предвид дека ресурсите на јаглен во нашата држава се ограничени и дека полека и постојните термоелектрани на јаглен ќе треба полека да прават транзиција на газ. И тоа ќе биде иднината, значи, во еден следен период заедно со обновливите извори на електрична енергија. Сакам само да поменам дека беше и поставено прашањето околу тоа што нашата држава Северна Македонија има направено во делот на енергетиката. Тука мислам дека е добро да се подлече она што сите го знаат и го видоа и на овој панел, а тоа е дека носејќи го законот за енергетика во мај 2018 година, имплементирајќи ги сите реформи во делот на енергетиката,
денеска или деновиве сме сведоци на извештајот кој што од енергетската заедница беше објавен, каде што Македонија, односно Северна Македонија, практично се прогласува за шампион во енергетските реформи во југоисточна Европа и тоа отвара огромни можности за развој на енергетиката, посебно во делот на обновливите извори на енергија, и тука сме сведоци на една тендерска постапка која што мислам дека е најуспешна во целиот регион, а тоа е за првите 19 мегавата, значи аукцијата започна прво како аукција во која што државата требаше да даде одредени премиуми, меѓутоа со оглед на тоа дека тендерот беше одлично концепиран, условите одлично поставени за инвеститорите, влеговме во обратна насока, не само што државата нема да дава премиуми, него веќе компаниите за да изградат 19 мегавата фотоволтаици ќе платат 2,5 милиона евра во нашата држава и мислам дека е тоа еден сериозен исчекор и еден најдобар проект прогласен во моментот во југоисточна Европа.